Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, во текот на вчерашниот ден бевме сведоци на една панична реакција на владата во онаа доцновечерна итна, или како што тие ја нарекувам ворена пресконференција, која што беше резултат на еден конкретен, конструктивен предлог од страна на ВМРО-ДПМН, како да ги ублажиме последиците од енергетската криза, која што постепено ни се трансформира во економска криза, а потоа во социјална и конечно на крај во општествена криза. Државата во овој момент е навистина загрозена. Незиното функционирање од оваа неспособна и криминална власт е загрозена. Во текот на вчерашниот ден, лично, на јавноста и го представив планот како да обезбедиме дополнителни количини на електрична енергија и топлина за граѓаните и за индустријата, а со тоа да обезбедиме и конкурентно работење на индустријата без да има затварање на предпријатијата, без да има отпуштање на работниците. Но тоа што се случува во изминатиот период е комплетно игнорантски однос од страна на владата кон стопанството, но исто така и надмен однос од страна на владата кон предлозите на опозицијата, наместо да биде конструктивна, да ја прифати понудата, да седне да разговара и да преговара, таа вечерта организираше, би рекол, пресконференција за да каже ништо, а само да ја задоволи сопствената суета и да одговори на понудата која што ВМРО-ДПМН претходно ја представи во јавноста. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, ќе ми дозволите уште еднашка да ги кажам клучните поенти на понудата која што ВМРО-ДПМН ја представи во јавноста. Имено, клучна поента е дополнителни количини на електрична енергија од домашно производство добиени со користење на ефтин ресурс за стопанството и економијата, да може бизнисот да се развива, а работниците да ги задржат своите работни места. Дополнителни количини на топлина, за да може скопјани и сите корисници на централното грејење во главниот град Скопје да не плаќаат повисоки сметки за затоплување на нивните институции и домови. Заштеда од минимум 300 милиони евра, пари кои што оваа влада ќе ги потроши во периодот кој што следи, граѓански, народни пари, кои што ги нема, а ќе ги земе преку скапи кредити, задлужувајќи се на домашниот и меѓународниот пазар. Понатаму, зголемување на бруто домашното производство, наместо да коленичиме и да се понижуваме наоколу во соседна Бугарија, соседна Србија, соседна Грција, малку подалеку во регионот Турција, и да бараме како просеци да си го организираме домашното производство и домашните енергетски комбинати да може да произведуваат за потребите како на граѓаните, така и на индустријата. На тој начин ќе го зголемиме бруто домашното производство и ќе го зголемиме бруто производството на електрична енергија. Од тоа што можевме вчера да го слушнеме на таа ворена пресконференција на владиниот тим, можеме да заклучиме дека слушнавме многу ке, а ништо завршено со точка. Затоа ја користам оваа прилика, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, за да нема дилеми, за да нема недоречености, да го повикам првиот човек на владата, Димитар Ковачевски, јавно, заедно двајцата, да избере медиум, ден и време, кога ќе зборуваме пред македонската јавност за тоа што нудам јас, што нуди опозицијата и ВМРО-ДПМН, а што нуди владата, тоест што не нуди владата. Повторувам, за да нема забуни, за да нема дилеми, го повикувам Димитар Ковачевски да одбере медиум и време, кога заедно ќе се соочиме пред македонската јавност, бидејќи сега не е време за политиканство и политики. Не е време за надмен, нервозен и емотивен однос. Сега е време за одговорност, сега е време како да им помогнеме на граѓаните, како да им помогнеме на Македонија. Почитувам господине Ковачевски, изберете време, изберете медиум, немојте да дезертирате, јас тамо ќе ве чекам. Ви благодарам. Може, повелете. Повикавте предвидите на дебата, но
лично да чуете дали ќе биде прифатена или не од страна на владата. Сепак може би дебата не ги искористи каде би могли да се направи договор или да се презентира вашата понуда. На дебата се зборува за концепти. Ние немаме што да криеме. Македонските граѓани заслужуваат да слушнат и да изберат и да одлучат чив концепт е оној кој што нуди решенија, а чив концепт е оној кој што нуди многу криминал и малку решенија. Затоа велам дека треба да излеземе и да се соочиме и да зборуваме за ова за кое што говорев ова денешно моје обраќање. Имаше можност владата, и има можност владата, доколку сака да ги слушна предлозите, да не повика, ќе отидеме, ќе поразговараме, ќе ги објасниме. Времето е кратко, часовите се одбројани, треба одговорно однесување, државничко однесување и однесување кое што ќе им помогне на граѓаните да ги ублажат последиците од оваа енергетска криза, која што полека на сигурно се трансформира во финансиска криза, инфлацијата руши рекорди, паричникот на граѓаните е се потенок, за жал платите остануваат исти, стандардот опаѓа и навистина тие се загрижени за тоа како ќе го поминат месецот од први до први. Така што тоа што можеме ние како опозиција да го сториме, надвор од институциите, тоа и го правиме. Па, мислам дека сум доволно прецизен и јасен. Еве, барам средба, ако е тоа прашањето, еве, ако треба да се изразам со овие зборови, барам средба. Уште вчера истото го побарав, но за жал одговорот таму беше сосема поинаков. Господин Мицкоски, во изминатите годината минала случувања во политичките партии во земјава, владата тврди дека има стабилно парламентарно мнозинство. Како ги коментирате овие тврдења дека парламентарното мнозинство е стабилно, имајќи ги предвид сите случувања во една од владачките партии, но општо во политичкото живење во државата? Како има ли стабилно парламентарно мнозинство и очекувате ли некакви промени во следните години? Човекот кој што вели дека има стабилно парламентарно мнозинство, велеше дека не го отслужил воениот рок затоа што бил зафатен со студии. Најпрво додипломски, а потоа и постдипломски. За да потоа слушнеме дека во суштина не биле студиите проблем, туку била некоја медицинска причина. А суштината е дека дезертирал. Така што многу лаги се кажуваат изминатиот период. Дали има владата стабилно или нема стабилно мнозинство, јас нема да навлегувам во такви детали, но она што сакам да го кажам е дека ВМРО ДПМН бара и работи на предвремени парламентарни избори, бидејќи само предвремени парламентарни избори можат Македонија и граѓаните да ги спасат од дополнителни порази. Се останато е само нижење дополнителни порази. На седмицата за пратенички прашања премиерот Ковачевски рекол тие контакти кои што ги имате во европските држави, да ги доставите до Министерството за економија или до ЕСМА, дали ќе го направите тоа? Видете, самото тоа што дебатира на говорница и на пратенички прашања за вака сериозна работа дава несериозен тон. Се знае сериозни луѓе за сериозни теми како разговарат. Така да ќе се воздржам од одговор, бидејќи верувајте ми ќе треба да биде и одговорот несериозен. Едно прашање, господин Мицкоски. Ковачевски вчера на пресконференција се повика на член 6 од Законот за енергетика во намерата да го спостави опрска за јавните предпријатија да испорачуваат енергија до домовите, до граѓаните. Меѓутоа во истото член став 3 вели дека ако владата одлучи, може да им плати и надомест за услугата која што ќе им ја наметне како обврска. Дали овде станува збор за некаква условно кажано квази времена национализација? Дали можеби августовските сметки, ситуацијата со августовските сметки ќе се повтори и оваа зима? Јас вчера тоа што го слушнав од страна на Ковачевски не кореспондира со суштината на тоа што го зборуваше.
односно на тоа што треба да се случи. Бидејќи таму кажа многу работи, посебно во делот на топланите, односно тоа се производните капацитети во градот Скопје кои што произведуваат дополнителна топлина со кои што се затоплуваат објектите кои што користат централно грејање во Скопје. Бидејќи мојата информација е сосема поинаква. Мојата информација е дека сопственикот на тие топлани се уште не може да воспостави владење на истите од страна на стечајниот управник. Еве нека проверат. Затоа тој велеше дали преговара со, сега вела дека преговараат, дали преговараат со стечајниот управник или со сопственикот, јас не знам, но знам дека не преговараат. Тоа е едно. Второ, видов нечесна намера кога се обиде да го парафразира барањето на ВМРО-ДПМН, кој што претходно го кажавме, а денеска и во парламентот го поднесовме како закон по итна постапка, а тоа е измени во Законот за енергетика, каде што на сите тие јавни предпријатија кои што вршат јавна дејност од областа на водостопанството и комунална дејност, како и објектите во образованието и здравството, да бидат мигрирани од слободен на регулиран пазар. Зошто го побаравме тоа? Затоа што кога овие јавни предпријатија кои што вршат водостопанска дејност, кога ќе им дојде време да ги приложат своите финансиски извештаи пред регулаторна комисија која што регулира цената на енергијата и води, тие мора да ги прикажат фактичките и реални параметри. Врз основа на тие параметри, загрижен сум дека регулаторна комисија има своја методологија и ќе донесе цена која што ќе биде 2 до 3 пати повисока од моменталната. Зошто? Затоа што трошоците за електрична енергија се големи. Исклучително големи, кои што тие не може да ги сервисираат, тие ги надминуваат приходите на месечно ниво. И тогаш тоа повторно ќе падне на грбот на граѓаните и стопанствата. Затоа велиме, ајде да мигрираат за да не се случи ова. Второ, кога велевме за објектите од образованието, тука мислевме на онаа повторно, би рекол, помалку нелогична изјава од страна на владата и владени официјални лица дека после неколку месеци од денеска ќе имаме онлайн настава. Зошто да имаме онлайн настава? Ќе ги намалиме трошоците на тие објекти и ќе ги вратиме, односно ќе ги мигрираме од слободен на регулиран пазар, бидејќи тие трошоци создаваат фрустрација кај родителите, прво од аспект на социјална нега и грижа на тие дечиња, а втори дополнителни трошоци за родителите кои што и онака едвај, одвај, први со први, крај со крај врзуваат. И трето, конечно, побаравме за објектите од јавните здравствени установи кои што тонат во долгови и парите наместо додат кај трговци, да одат онаму каде што се најпотребни, а тоа е за нега и грижа на пациентите. Тоа е она ние што го побаравме, тоа е што го кажа Ковачевски, сосема спротивно од ова ние што го бараме, односно се обидува да ја политизира работата. Сега вели вака, прифатиме за објектите од образованието и здравството, ама нема да прифатиме за јавните предпријатија кои што вршат комунални и водостопански дејности. Зошто? Затоа што ВМРО-ДПМН го декласираше СДСМ на локалните избори и во првиот и во вториот круг. Мнозинството градоначалници во ВМРО-ДПМН и општини во Македонија се на ВМРО-ДПМН и тоа имплицира дека кадрите кои што управуваат со локалните комунални и водостопански предпријатија се на ВМРО-ДПМН. Не се на ВМРО-ДПМН. Тие се на граѓаните. Тие се на народот. Денеска е ВМРО-ДПМН, утре може да би некој друг ќе биде, заутре некој трет и така натаму. Ние сакаме да поставиме основа за да не ни се случуваат шокови во општеството. Никој денеска не вика еве нема да направиме за јавните здравствени установи затоа што денеска влада е СДСМ дуи. Ние гледаме да направиме општествено добро за да ја намалиме инфлацијата и да го амортизираме шокот од оваа енергетска која што постепено станува финансиска криза. Тоа е суштината. Но за жал тоа што вчера тој го кажуваше е сосема нешто спротивно на ова. Ви благодарам. Убав ден да имате.